Почитувани гледачи, добра вечер. Добро дојдовте во најновото издание на Трета порта, интернет политички магазин. Во оваа емисија ќе зборуваме најмногу, се разбира, за одлуката на Уставниот суд со која се овозможува претседателот на државата да помилува луѓе кои се судат за изборни манипулации, за педофилија или за дилање на дрога. Почнуваме со првичните реакции кои се објавени на социјалните мрежи, на Facebook и кои се однесуваат на одлуката на Уставниот суд. Една од првите која објави на Facebook е новинарката Мери Јордановска. Еве, ова е незинот Facebook профил, која вели: одлуката бедна. Уставниот суд туку што ја донесе одлуката да се помилуваат местачи на избори, педофили, терористи и дилери, и тоа е ставано со хаштаг протестирам. И во едни од првичните коментари после постот на Мери Јордановска, еве дел од луѓето велат, се разбира иронично, каде ќе се собираме да прославиме. Други прашуваат дали е тоа сериозно и трети велат епа нека е на здравје, не знам зошто не сум изненаден, но сум навреден. Одиме со професорот Ѓорги Спасов, кој напиша цела колумна која се однесува на тоа зошто власта толку сака да се донесе оваа можност, тоест да се укине постоечкиот закон, за да може претседателот да помилува лица кои се обвинети и осудени за манипулација со избори. Професорот Спасов колумната ја насловува директно и јасно: од што се плаши Груевски и зошто Спасот го гледа во амнестија. И тука на илустрација се ставени некои од сегашните и доскорешните челници на ВМРО ДПМН и на владата. И професорот Спасов, еве ќе прочитаме еден дел од колумната, да речеме овој: за да се спаси од какви било истраги, сите напори на Груевски во овој момент се насочени пред се кон блокирање на сите инструменти на правдата. Блокирани се активностите на специјалното јавно обвинителство на сите нивоа. Државното јавно обвинителство се занимава само со криминалите на опозицијата, која беше пред 10 години на власт, а Уставниот суд е задолжен да го врати механизмот за амнестија на сите кои правеле криминал по чадорот на Груевски и по потреба дури и да го прогласи за неуставно специјалното јавно обвинителство. Ако сето ова му помине на Груевски пред очите на домашната и меѓународната јавност, тогаш изборите на вистина ќе бидат непотребна политичка фарса. Ако криминалот остане неказнет и се испрати пораката дека тој е исплатлив кога се прави под силна политичка заштита, тогаш дури и промената на власта станува безсмислена. Груевски и неговата тајфа веројатно не спијат мирно. Клучната причина за тоа е што неговите најблиски бизнес партнери од странство се веќе во затвор или се под сериозна истрага и обвиненија. Тоа го пишува професорот Ѓорги Спасов, а во насока на тоа дали треба да се формира специјален суд, дали овој суд сегашен не само уставен, туку и кривичниот суд дали функционира како што треба, пишува и Софија Куновска од СДСМ. Таа пишува на својот Facebook профил и во пораките вели: еве го тој пост. Се ми се чини дека потенцијалната гнасна одлука на Уставен само ќе помогне да се формира специјален суд кој ќе биде надвор од дометот на Ѓорđe Грозни. Новинарот Владимир Петрески пишува за можноста претседателот Иванов да постапува по овие одлуки кои ги носи Уставниот суд и вели дека тоа не е баш толку лесно. Петрески пишува: во очекување на рафални помилувања, баш ме интересира дали Иванов е свесен за фактот дека Миле Митекна ќе треба да го помилува можеби 20 пати. Нешто слично е и со Јанкуловска, Груевски и Мијалков. Ама Миле Митекна има најмногу 13 кривични пријави само од СДСМ од лани. Во меѓувреме кој знае уште колку ќе ги добие од специјалното јавно обвинителство.
Ова значи дека само за овие четворица ќе бидат потребни 30-40 помилувања, а вкупно за сите други можеби дури и 100. Како би одело и како би се објаснило и оправдало ова, ич не ми е јасно. Особено што ќе има сосема различни кривични дела кои едно со друго не би имале врска. Тоа го пишува Петрески, а во продолжение на емисијата одиме со реакциите за Уставниот суд, како што е познато на јавноста, пред Уставниот суд граѓанската платформа Ајде се обиде да организира протест и нокно бдење над Уставот, така го нарекоа. Кон тој протест се придружи и опозицијата, за во меѓувреме да се случи и контрапротест официјално организиран од партијата Гром на Стефче Јакимовски. По ова, Уставниот суд исто така донесе и одлука седницата на која се решаваше за измените на законот да биде затворена за јавноста. Има доста реакции за ова од новинарите, но реакција дојде и од едно неочекувано место, а тоа е Американската амбасада во Скопје. Американската амбасада својата реакција ја објави на Твитер акаунтот. Тука се вели: зошто Уставниот суд одржува седница затворена за јавност? Транспарентноста е клучна за секоја институција. И ќе видиме дел од коментарите. Еве, еден корисник на Твитер вели: мислам дека е нешто поврзано со притисокот од шарлатаните на СДСМ. И уште еден одговара на англиски: ова не е прашање, ова е факт. Твитањето нема да помогне. Не треба ваша акција. Тоа се одговорите под твитот на Американската амбасада. А од Сдруженијето на новинари на Македонија го потсетија Уставниот суд дека седниците на судот се отворени за јавноста по правилникот кој е донесал од самиот суд, по деловникот по кој што работи оваа институција, и дека одлуката оваа седница да биде затворена за јавноста е спротивна на тој деловник. Еве ќе видиме една од реакциите за ова, објавена на порталот Нова, каде што новинарите кои се обиделе да влезат прашуваат зошто не им било дозволено. Насловот е дека новинарите бараат писмено образложение зошто е затворена седницата на Уставен. Околу 10 новинари од повеќе медиуми пред Уставен суд беа спречени од обезбедувањето да влезат за да ја следат седницата закажана за 9 часот. Новинарите побараа судот писмено согласно со процедурата да образложи што е тоа што ги спречува седницата да биде отворена за јавност. И во моментов неколку новинарски екипи се пред вратите на Уставен, кој од сите страни е опколен со околу 1000 контрадемонстранти. Тоа е таа вест која пишува на Утрово. А на Фејсбук пишува Бранко Тричковски, новинар, аналитичар, познат по својот остар јазик, сега пишува за оние контрапротестанти кои дојдоа пред Уставниот суд за, како што велат, да ја одбранат оваа институција од опозицијата. Еве ќе најдеме, значи, Бранко Тричковски пишува многу, значи тој има многу постови за ова, повеќето со за тие контрапротестанти. Еве пишува за Стефче Јакимовски, а ние ќе видиме еден од тие. Еве. Одбраната што го поразува и Уставот и Уставниот суд. Одбраната на овие логораши е напад на Уставниот суд, каков што не може да смисли цела опозиција и демократска јавност, со сите панцир дивизии на соросоидите и комуњарите. Тоа што се прилично зомбирани и всушност не знаат зошто се тука, тоа што се нервираат од немокта да ја одгатнат смислата на својата дислокација од нивите и селските биртии, тоа што се зјапнати во неподносливата должина на остатокот на денот,
како гимназијалци во новите учебници по социологија не ја прави нивната одбрана помалку смртоносна за Уставот и за Уставниот суд. Ете, тоа е постот на Бранко Тричковски. Значи, во негов остар предпознатлив стил. Одиме со Јани Макрдули, кој исто така пишува за контрапротестите. И Макрдули тука ги поврзува и со уставните суди. Верувам останал некој сендвич и за 5 уставни судии, а може и тие да се симнат и да контрапротестираат, зашто и тие се партиски вработени таму, и тие се на повик на Груевски, како оние што синоќа од пижами ги влечеа дома и трпаа во автобуси. За жал, и вчерашниот ден не помина без ставање на спрепки од оние што се прават многу паметни. Тоа го пишува Макрдули. Продолжуваме со еден фейсбук пост на професор Ѓове Кекиновски кој предизвика доста големо внимание во јавноста, а целиот пост беше пренесен и од некои медиуми, значи од него беше направена посебна вест, а таа се однесува за протестите и контрапротестите. Професорот, еве, неговиот пост го илустрира со оваа фотографија, која е прилично јасна, значи две индивидуи кои се напаѓаат меѓусебно со ножеви, а насловот е трагедија, вистинска приказна, татко и син на спротивните страни на протестите. Еве што ни направија криминогените политичари заради спас на сопствената кожа. Мојот долгогодишен пријател и комшија, кој вчера вечерта учествуваше на протестот во организација на Ајде, ми ја раскажува случката која дефинитивно го натерала во најбрзо можно време да се исели од државава. Како правдолюбив човек и патриот кој си ја сака својата држава, застанува во одбрана на неменување на законот за помилување, се со цел да не му се даде можност на претседателот на државата во иднина да ги помилува сите оние лица кои учествувале во изборни измами, а во моментот се главно осомничени во акцијата Титаник. За време на протестот, тој по телефон го бара неговиот син, кој е вработен во една од институциите на град Скопје. Синот му се јавува и му вели дека го ангажирале, читај го натерале, како редар, односно обезбедување на контрапротестот во реализација, а не во организација на Стефче Јакимовски. Таткото се избезумува и му вели на синот по телефон: "Сине мој, доколку дојде до немири, веднаш заминувај, немој да се случи да се судриме еден со друг. Што да се каже после ова? Ова е нашата трагедија во режија на политичките монструми." Ете ја повторно таа фотографија под постот на професорот Кекеновски. Сашо Коколанов, новинар, уредник и на сатиричниот медиум Коза Ностра, сега пишува за бројот на оние што протестирале, бидејќи секогаш по сите протести и контрапротести, бројката на оние кои излегле станува една од главните теми во јавноста. Саша Коколанов сега става една фотографија и вели: "Легендата вели дека некој од курир фатил да ги заокружува овие предуставен, го плеснале по раката." И тука на фотографијата на горната вели курир илјадници граѓани, каде што има малку граѓани, а долу курир стотина граѓани, каде што има повеќе демонстранти. За меѓуграѓанските судири пишува и Синиша Станковиќ, новинар. Тој своите размислувања ги објави во посебна колумна, која е насловена "Квази репортажа Македонија распарана". Станковиќ вели дека службено бил да известува за протестите и раскажува што видел. Пред Уставниот суд се најдов вечерва да известувам, додека демонстрантите кои бараа неколку теми на уставни судии да поднесат оставка за да се спаси уставот, правната држава, па и образот и честа на Македонија, ако сакате, тргнуваат пред владата. Една млада активистка ме сретна во толпата контра демонстранти и ме праша кои се луѓево.
не можејќи да препознае некој од лицата кои со години протестираат, барајќи правда и слобода, и реков да го снижи троагласот. Барајќи ги колегите новинари и сниматели премрзнат, одев меѓу контрадемонстрантите, слушајќи ги патриотските песни и читајќи ги подпрените транспарентни на кои пишуваше дека странските шпиони треба да ги држат рацете надвор од уставните судии и дека Македонија нема да им ја дадат. Македонија никој нема да им ја земе на сите фели бранители, зашто ако се продолжи со арамилакот, неодговорноста, заслепеноста и лудилото, Македонија ќе ја сака и брани само последниот македонец, оној кој ќе остане да го изгасне светлото и можеби ќе биде задоволен. Тоа го пишува Синиша Станковиќ во колумната Македонија распарана. А во весникот Дневник во отворено писмо и се објави и писмо од читател во рубриката Отворено, во која се зборува за граѓанската организација Ајде, која ги организираше протестите пред Уставниот суд. Па во ова отворено писмо, објавено од Дневник, се вели: Ајде да проговориме за Ајде, историјата невладени организации, издруженија и слични катара деци, борци за не знам какви се неправдени. Најпрво би кажал на нешто толку еклатантно, но и толку пренебрегнато што дури изгледа и неверојатно. Јасно, самиот збор невладени укажува дека не се основани или финансирани од владата, односно незините органи, тела и институции. Тоа пак никако не значи и не може да значи дека тие живеат од воздух, односно не арчат пари помалку или повеќе, кои како за своите активности и екзистенција. Така им преостануваат три можности: само финансирање од членарини и други лично нивни пари, второ од спонзори, донации и слични туги пари и трето комбинирано. Така што по силата на нештата, признале, не признале, но штом се невладени, ако не сите, повеќето се класични опозицијски кукавички јајца. Тоа е пишувањето на Дневник, а порталот slobodnamakedonia.mk сега пишува дека дел од граѓанските активисти кои излегле на протести имаат жестоки критики кон полицијата, која не им дозволила да се приближа до Уставниот суд, каде беа контра демонстрантите организирани формално од Стефче Јакимовски и неговата партија Гром. Токму таков и насловот: жестоки критики кон полицијата и кон министерот за внатрешни работи. Во ова пишување се цитира Мирјана Најчевска, универзитетски професор и експерт за човекови права, која вели: полицијата мора да ги растера најавените демонстранти и да создаде услови за одржување на мирен протест кој е уредно најавен. Всушност, полицијата требаше да ги растера ненајавените протестанти уште во моментот кога се појавија, а камоли да им дозволи да поставуваат шатори. Според Најчевска, против Стефчо Јакимовски и организаторите на ненајавениот протест треба да се поднесат кривични пријави и да им се суди за попречување на остварувањето на уставното право на мирен протест. Заради сериозноста на ситуацијата, мислам дека треба да биде изречена казна затвор од 3 години, вели Најчевска. А во Македонија имаше уште едни протести и контрапротести, овој пат малку слободно можам да кажам парадоксални. Тие се случија во Кочанско, каде дел од оризопроизводителите излегува на протест поради малата откупна цена на оризот. Но се случи на исто место да излезат и контрапротестанти, исто така оризопроизводители. Еве таа вест објавена на дел од медиумите. Протест и контрапротест на оризопроизводителите од Кочанско. Оризопроизводителите од Сдруженијето Бело Злато, кои се организатори на денешните протести во село Блешево, вела дека барањата им е владата и откупните центри да ја испочитуваат договорената цена од 50 денари за белиот ориз, а 25 денари за арпата. Контрадемонстрантите велат дека и вработените во образовните институции и градинките имале ниви и ориз во амбарите, но според нив
лошите состојби во оризопроизводителството треба да се решаваат на мирен начин и со договор. Значи, апсурдите со протестите и контрапротестите во Македонија веќе добиваат и комична димензија. Значи, откако дел од оние контрапротестанти кои излегоа пред Уставниот суд, пред камерите не знаеа да кажат зошто дошле да го бранат Уставниот суд и дека не ја поддржуваат одлуката Уставниот да ја донесе можноста председателот да може да помилува прекршители на изборни действија и на педофили, на дилери на дрога. Сега имаме една ситуација каде што протестираат контрадемонстранти против оризопроизводители кои бараат повисока откупна цена на оризот, но како и да е, веројатно судејќи според сегашната ситуација, ќе се изнагледаме уште вакви моменти. Емисијата ја продолжуваме со останатите теми, меѓу нив се и интервјуто на председателот Иванов за германскиот весник Билд, но и отчетот на специјалната јавна обвинителка Катица Јанева. Продолжуваме со Јанева, со незиниот отчет. Еве еден од насловите кој е објавен. Јанева, ако не ми ги дадат Телеком Верушевски, сама ќе ги преземам, чекајте и први обвиненија. Ова е значи сумирано од незиниот отчет кој го даде пред јавноста. Специјалната јавна обвинителска Катица Јанева во извештајот до Собранието и до Советот на обвинители бара да ја бидат доставени предметите кои ги побара во работа, како што се двете постапки за Маѓар Телеком против екс-директорите и предметот отворен по сведочењето на Слободан Богоевски, како и предметите подкуп за Зоран Заев и предметите против Зоран и Александар Верушевски, а доколку не ги добие, ќе покрене постапки врз основа на прислушуваните разговори. Доколку продолжи праксата на недоставување на предмети на моје барање, јас ќе бидам приморана да воспоставам надлежност врз предметите врз основа на прислушуваните материјали и да се легитимирам во постапките по такви предмети, а се со цел исполнување на моите законски обврски, наведува Јанева во извештајот. Одиме со реакциите за интервјуто на Ѓорѓе Иванов. Еве една колумна во која е насловена едноставно зошто Иванов бил толку бесен, а така го пренесоа и германските колеги од Билд, кои го нарекоа и лутиот политичар. Еве Марија Гашовска ја споделува таа колумна и пишува: ме загрижува физикусот. Хорхе се трансформира во микирург. И тука е таа една од фотографиите која е објавена на Билд и на која председателот е црвен во лицето со гримаси, нешто слично со познатите актерски моменти на Мики Рурк. Бранко Ѓорѓевски во Дневник пишува дека жестокоста на Иванов нема цена. Така е насловена неговата колумна, која се однесува на ова интервју. И Ѓорѓевски вели: кога еден шеф на државата зборува со жесток тон, со каков што зборуваше Ѓорѓе Иванов во интервјуто за Билд, тогаш сигурно дека постојат големи причини. А тие се сигурно многу поголеми отколку прашањето дали на нашата земја бил исплатен повеќе од 1 цент на име помош за бегалците или сме добиле дури 52 милиони евра. Затоа не е добро за ваквиот настап да се полемизира само низ призма на фактури, иако во случајот тие кажуваат како многу за нашиот случај, така и за досегашните и најавени исплати на Грција, Турција. Суштината на жестоката реакција на Иванов е во големото незадоволство кое тој, како прв човек во државата, го чувствува од односот на Европската Унија кон нашата земја. За интервјуто на председателот Иванов пишува и професорот Мерсал Билјали во своја колумна, која е насловена
интересно и вели билјали крај за големите магариња. Арно Ама, шефот на државата пола збор не им кажал на граѓаните за тоа како другиот дел од извршната власт ја растори нивната држава, ги исели луѓето, ги оплячка граѓаните. Не кажа пола збор за тоа како власта понижи живи души за да подигне бездушни споменици. Не кажа пола збор за астрономскиот криминал за Македонска банка, за актор, за Загорац, за кинеските фирми, за братот со брата, за насилното преземање на успешните фирми, за Белизе, Кипар и Лугано, за невидениот екзодус. Се уште пола збор нема кажано за најчудниот избирачки список на светот, кога угледниот вестник Herald Tribune го опишува како нешто невидено во историјата, па тој не е таму само за да биде среќен. Не чувме ништо од председателот за тоа како обвинителството и судството се полнеле со големи магариња, кои се уште слепо се прикачени за давеникот што пушта душа заедно со нив. Не чувме пола збор за тоа како власта уништила илјадница души и милиони судбини. Тоа го пишува професорот Билјали. И емисијата ќе ја завршиме со една реакција која се однесува на однесувањето на Македонската академија на науките и уметностите, имено откако академијата на својот сајт објави еден бројчаник кој го покажува вкупниот јавен долг на Република Македонија. Потоа следуваше жестока реакција на ВМРО ДПМН, која кажа дека доколку академијата не го острани тој бројчаник, дека ќе прекине да ја признава академијата како стручна институција и дека ќе ја смета Македонската академија за приврзок на СДСМ и Сорос. После ова академијата го тргна тој бројчаник и кажа дека тој не бил поставен намерно, туку од некој компјутерски експерт кој правел проект. Ке видиме реакција за ова, пишува Роберт Милески на Фейсбук, кој вели: на Ману гледам му изгоре бројчаникот. Ах бе таки, како фитил изгоре за еден ден. Толку ви е јака кичмата, академска збирштино наша. И тука ќе видиме еден коментар. Значи, тоа е, еве, од еден Facebook корисник. Не знам дали знаете, веќе има објавено најави од луѓе блиски до началството за укинување на Ману во наредните 2-3 години. Тоа е тој пост на Роберт Милески. Почитувани со оваа содржина, ја завршуваме трета порта. Емисијата гледајте ја секоја среда во 19 часот и 15 минути, заедно со нашето мото, дека ние не ви кажуваме како да размислувате, туку ви ја прикажуваме големата слика, а до тогаш останете и со програмата на 24 вести.